дека во спортот, особено во фудбалот, не е се во умењето, туку треба и многу среќа за да се стигне до посекуваниот триумф. Доволен доказ е и денешната средба меѓу прволигашите Маđари Солидарност и Брегалница од Делчево. На стадионот во Ѓорче Петров, каде екипата на Маđари ги игра своите надпревари како домакин, можеше да се види машки борбен фудбал, проткаен со многу искри од овата табора. Но сепак на крајот таличните 3 бода останаа кај домакините. Средбата започна во знакот на Маđари Солидарност, кои со честите атаци кон голот на Брегалница најавија дека на овој надпревар патот кон победата ќе го трасираат со офанзивна игра, но повеќето од акциите останаа без конкретна завршница. Серијата шанси ја започна Георгиевски во 7-та минута со својот непрецизен удар, а 2 минути подоцна пред голот на гостите не се снајде ниту Мицевски. Брегалница од Делчево добрата одбрана ја надополнуваше со брзи контри преку кои се обидуваше да дојде до евентуален погодок. Меѓутоа денеска стрелците на гостите едноставно немаа свој ден. Најавата веќе стигна во 20-та минута кога Стенли Ибе изби сам пред Димовски, но токму кога сите очекуваа со гол да го круниса пробивањето, домашниот голман Итро му ја освои топката. На спротивната страна на фрлените топки натаму беа најсилното оружје на Маđари Солидарност, но Пачовски беше на висината на својата задача, навреме пресекувајќи ги акциите на домашните напајачи. До крајот на првите 45 минути стативата беше 12-тиот играч на Маđари Солидарност, кога по одличниот изведен слободен удар од страна на Ѓурчевски, мрежата и натаму остана незатресена. А на спротивната страна Деспотовски пропушти изгледна можност на својата екипа да ја обезбеди минимална предност пред паузата од 15 минути. Во второто полувреме темпото на домашните опадна. Желбата и натаму беше присутна да се дојде до победа, но во исто време се повеќе евидентна беше нивната слаба игра во одбрана, отварајќи многу простор на гостинските фудбалери да се најдат во 100% можности да го загрозат нивниот гол. Првата постериозна акција Брегалница Делчево имаше во 57-та минута, кога Валдивино по одличниот пробив го проигра Стенли. Тој на крајно збунет начин ја заврши акцијата на разочарување на целиот гостински тим. Во слична позиција се најде и Георгиев 6 минути подоцна, но едноставно и нему денеска голгитерските способности му беа слаба страна. Пропуштените гостински шанси останаа неказнети и по 76-та минута, кога Мицевски и Ангеловски не успеа да го совладат голманот на Брегалница Пачовски. Во 82-та минута Стенли одново се најде очи во очи со Димовски. Откако го помина, непрописно беше соборен во 16-никот на Маđари, прекршок за најстрога казна, која не успеа да ја реализира Ѓурчевски. И по промашениот пенал, гостите продолжија со атакот кон голот на Маđари Солидарност, но за максимална неефикасност се погрижи одново Ѓоргиев, кој овој пат биеше над голот. И како што обично бидува во фудбалот, по толку промашени шанси доаѓа казната. Така беше и денеска, кога во самиот финиш од средбата по изведениот корнер, Деспотовски беше највисок во казнетиот простор на Брегалница и на голема радост на домашната публика и на својот тим, го постигна единствениот погодок на оваа средба. За конечни, Маđари Солидарност, Брегалница Делчево 1-0. Црвено-црните и натаму без пораз во домашното првенство, а во нивната победоносна серија денеска на градскиот стадион во Скопје оружјето го положи и лутиот ривал Беласица Герасцуне. Иако се очекуваше поголема борба и неизвестност во дербито, топлото време е главен виновник за просечната фудбалска представа во која 3 бодови им останаа на домашните. Впрочем, уште од самиот почеток избраниците на Зоран Стратев најавија дека ќе играат без калкулации, с ударот на Гроздановски во 6-та минута, но истиот остана без гол завршница. Гостите, иако мечот го започнаа во нешто позатворена формација, не чекаа многу да потсетат дека во изминатата сезона токму тие беа најлутиот ривал на вардарци за шампионската титула. Сепак во 9-та минута Балдовалиев не успеа да го добие дуелот со Јовчев, кој се постави на вистинското место. Во продолжение, тежиштето на играта беше пред голот на Струмичани, докаде црвено-црните најчесто доаѓаа со долги поигрувања, но Дисиќ во најголем дел од нападите беше на висината на својата задача. Така беше се до 27-та минута, кога се чини домашните го најдоа вистинскиот рецепт како да дојде до погода. Георгиевски и Оливира одлично му го отворија патот на Вандер до Сантос, не пречен од никого да го постигне победоносниот во единствен гол на оваа средба.
4 минути подоцна возбудувањата се селат пред голот на Вардар, но и овој пат најдобриот стрелец на Струмичани Балдовалиев без конкретно решение упатувајќи ја топката само над голот на Гого Јовчев. Во нешто слична ситуација се најде и Оливира на спротивната страна во 43-та минута. По изведениот слободен удар од Захариевски, Дисич успеа да избоксува само до бразилецот Да Коста, кој 10 на метри биеше надвор од рамката на гол. Вториот дел од надпреварот почна со далеку послабо темпо. Иако се очекуваше поофанзивна игра на гостите, сепак таа беше далеку од нивото кое би значило по конкретна опасност да го загрозат минималното воство на Вардар. За инфериорноста на гостинскиот тим на денешната средба говори и потегот на Дуриев, кој по изведениот корнер не успеа да искористи 100% на прилика да се запише во листата на стрелците. Немокта на Беласица Гера Сунев пропушти да ја казнат бразилскиот тандем Вандер и Оливира. Кога Да Коста Оливира одново не се снајде во казнениот простор на гостите, за да на крајот од сета акција профитира само голманот Дисич. Незрелата шанса Струмичани имаа во 65-та минута. Михајловиќ го проигра Салаховиќ, кој умешно мина крај Брага, кому не му преостана ништо повеќе освен недозволено да фаулира. Меѓутоа лошиот ден за Балдовалиев се докаже и при изведувањето на најстрогата казна, кога по ударот успеа да го префрли голот. Иако во фудбалот по промашените 100% шанси често доаѓа и казна, не беше така и на денешната средба. Затоа најголема заслуга има напајачкиот ред на Вардар, предводен од Марио Петков, кој најчесто се наоѓа во недозволена ситуација или пак премногу комплицира пред голот на гостите. Јалова завршница има и можностите на Беласица Герацунев на спортивната страна. Во 77-та минута Михајловиќ упати топката од далечина крај голот. А иста судбина доживеа и ударот. Во Кратово љубителите на фудбалот ја видоа не само најдобрата фудбалска представа на Силекс сезонова, туку еден од најбрзите голови постигнат на овој терен, стрелец Ристич во 32-та секунда. Нема дилеми неколкуте рокади во тимот од страна на тренерот Петровиќ, особено внесувањето на Натков, кој беше играч на надпреварот, и враќањето на Ведресон го дадоа посакуваниот резултат и на домаќинот му обезбедија првата победа. Но да одиме со ред. Рано водство на Силекс по изворената акција во која учествуваа неколку домашни фудбалери, а рутинирање заврши корпулентниот Ристич. Во петата минута Кратовчани изведоа корнер од левата страна преку Глигоровски, топката дојде до Јовановски кој бија откосон од Димовски брани. Следува период на рамноправна игра без шанси се до 15-та минута кога екипата на маđари ја упати првата закана преку Андоновски. 2 минути подосна бележиме сол акција на Натков кој убаво се избори за позиција, но бие лошо. Во 21-та минута повторно Натков предводи еден брз против напад на Силекс. Несебично го изфрли Ристич во празно, но овој од изгледна позиција бие непрецизно. Она што не му појде од нога на Ристич малку недостасуваше да го реализира гостинскиот играч Максимовски, кога од непосредна близина го загрози сопствениот гол. Во 35-та минута прекрасно слободен удар изведе бразилецот Ведерсон, но Димовски уште поубаво брани. Три минути подосна возвраќаат гостите преку Андоновски од околу 18 метри, но тој бие крај голот. И последното возбудување во првиот дел го бележиме пред голот на Силекс, кога Мијановиќ со многу среќа го одбрани ударот на Георгиевски. Во второто полувреме Силекс целосно го скрши отпорот на гостите од Скопје, а викторијата ја започна Глигоровски кој упати незгоден удар кој Димовски со крајни напори го одбрани. Во 50-та минута 2-0 за домаќините. Прекрасен контранапад, во празно влета Ристич, милиметарски свртува до Глигоровски и овој во манир на расен стрелец го надфрли гостинскиот голман. Како и во првиот дел, веднаш по голот, гостите се обидуваат да возвртат преку до тој момент незабележителниот Глигорич. Својата добра игра во овие моменти Глигоровски се обидува да ја заокружи со голот слободен удар, но бие за малку непрецизно. Понесени од темпото што го диктираат домаќините напаѓаат и гостите. Овој пат аплаузите ги собраа некогашниот силексовец Мицевски и голманот Мијановиќ. Во 67-та минута голема шанса за Силекс. Сам пред Димовски изби Натков, но Димовски чудесно го одбрани неговиот удар. Неговата неефикасност само 3 минути подоцна ја поправи Здравковски проигран токму од Натков и Силекс го зголеми водството на убедливи 3:0.
До крајот на средбата ги издвојува мобилите на Ангеловски во 72-та минута кога Мијановиќ одбрани и во 77-та кога Алексовски од околу 18 метри испрати вистинска бомба. Силекс маđари 3:0. Малобројните љубители на фудбалот во Кавадарци денеска видоа многу борбен надпревар, на моменти и преостар со дури 9 покажани жолти картони, од кои 6 за домаќините, 3 за гостите. И двете екипи со оглед на положбата на табелата во дуелот влегоа со амбиции да ги освојат 3 бода и да се приклучат кон горниот дел на табелата. Сепак очигледно беше дека одбраните им беа многу подобро организирани отколку играта во нападот, па во таква ситуација не дојде до промена на почетниот резултат. Почетокот на средбата им припадна на фудбалерите на Тиквеш, кои во првите 15 минути дури 3 пати се заканија кон голот на Мијановиќ. Првата шанса не ја искористи Настов во 8-та минута, кога одработна казнениот простор биеше непрецизно. 3 минути подоцна Мицков убаво го пронајде корпулентниот Стојанов, но овој само го префрли голот. Возбудливо беше и во 15-та минута кога Штеровски ја уфрли топката во букетот играчи, но немаше кој да ја зафати. Потоа следиме период од 15 на минути рамноправна игра помеѓу двата 16-тника, за да во 32-та минута Силекс ја создаде изморената прилика која не успеа да ја реализира брзоногиот Глигоровски. Силекс се закани во 40-та минута преку Заиќ, но неговиот млак удар голобрадиот Смилевски без проблем го одбрани. Тиквеши во вториот дел продолжи јалово да го напаѓа голот на Силекс, кој се ориентира на брзи противнапади, но не успеа да создаде поизедна прилика. Едно од возбудувањата пред голот на Мијановиќ се случи во 61-та минута, кога довчерашниот силексовец Коскаров се обиде да ја спушти топката до левиот дирек, но одбраната на Силекс беше добро поставена. Во 75-та минута од слободен удар се закани Шарац, а само 3 минути подоцна Тасев од тешка позиција откосо успеа по додавањето од Коскаров да ја качи топката на пречката. Голема шанса Тиквеш имаше и во 80-та минута кога Стојановски успеа да го префрли Мијановиќ, а Коскаров задосни да ја смести топката во празната мрежа. Конечно се закани и Силекс, најпрвин во 83-та минута кога Јовановски убаво го пронајде Ристич, но овој бие непрецизно и од слободен удар кој неангажирано го изведе Ведерсон. Во 89-та минута бележиме акција на Тасев кој упати употреблив центрашут, но Мијановиќ без проблеми успева да дојде до топката. Многу негодување кај домашната екипа и публиката предизвика влегувањето на талентираниот Коскаров во казнениот простор на Силекс во 93-та минута, но главниот судија Мечкаровски неговиот пат го оцени како симулирање и му покажа жолт картон. Последниот удар на надпреварот го упати Ендековски во 94-та минута, но Мијановиќ и овој пат без проблеми брани. Тиквеш Силекс без голови 0:0. На стадионот Ѓорче Петров во Скопје пред 300 до 350 гледачи Вардар како гостин минимално 7:0 го совлада новиот прволигаш Маđари Солидарност. Победникот беше решен веќе во 4-та минута на преварот, кога по корнерот кој го изведе Ристовски несналодлив во 16-тникот на домаќините беше Оливиера, кој го совлада домашниот голман Димовски и му донесе нови 3 бода на нашиот шампион. Од тој момент па се до крајот на надпреварот вартарци се повлекоа на својата половина и целосно ја препушти играта на домашната екипа, која имаше неколку изгледни можности да постигне гол, но напаѓачите на Маđари очигледно немаа свој ден. Првата таква можност имаа веќе во 6-та минута, кога по корнерот од десната страна Бој Лазов успеа да го совлада Јовчев, но судијата Божиновски оцени дека при тоа напаѓачот на Маđари Солидарност направил прекршок над гостинскиот голман. Само 2 минути подоцна бележиме и нова шанса за Маđари. Овој пат проиграно од Адамс, Бој Лазов реагираше бавно, а на одбиената топка натрча Игор Момировски, но и по неговиот обид резултатот остана непроменет. Во 47-та минута по стартот на Блесинг над Бој Лазов домаќините бара најстрога казна, но така не мислеше судијата Божиновски, кој дозволи играта да продолжи. Еве уште еднаш таа ситуација. Во 29-та минута убава двојна акција на домаќините Карамфиловски и Бој Лазов, која сепак резултираше со лоша завршница. Најзрелата можност за изрмнување домашните фудбалери имаа во 41-та минута, во која го бележиме слободниот удар од 25 метри на Дејан Георгиевски, кој заврши во пречката од голот на Јовчев. До крајот на првиот дел ја бележиме 43-та минута и слабиот удар од изгледна позиција на Закариевски, кој заврши во раците на голманот Димовски.
Во вториот дел домашната екипа на Маđari Солидарност ловито тргна кон голот на вардарци, но и по шансата на Саша Алексов, резултатот остана 1-0 за гостите. Кој пак, по акцијата на Оливири Брага, има можности за втор гол, но ударот на Брага заврши во левиот директ од домашниот гол. Во 64-та минута, Момировски од слободен удар се обиде да го изненади Јовчев. А 7 минути подоцна, истиот фудбалер не успеа да казни за спаноста и нерешителноста на одбраната на вардарци. Во 77-та минута нова мешаница во 16-никот на црвено-црните. Но и оваа акција во која учествува Ангеловски и Бојлазов во гол не успеа да ја претвори Ангелковски. Во 80-та минута ја бележим и можноста на Марковски по двојната акција на Карамфиловски и Алексов, но ударот на Марковски заврши во телото на Блесинг. Последната шанса на надпреварот однова ја имаа домаќините, преку Бојлазов, кој не се снајде по центар шутот на Карамфиловски. Се на се просечен фудбалски надпревар, во кој победникот во случајот Вардар до 3 бода стигна со само еден потек.
Победа се извлече е краткиот коментар на она што денеска се случуваше на дербито во Прилеп против Силекс. Гостите од Кратово од самиот почеток ја наметнаа својата иницијатива. Успешно ја контролираа средината од теренот, но многуте акции кон голот на домашните сепак им останаа без ефикасна завршница. Ведерсон и Глигоровски ја најавија смелата игра на Силекс уште во третата минута. Одбраната на Прилепчани сепак навреме реагираше. Веќе 5 минути подоцна, Ивановски одлично беше проигран од Глигоровски, но овој пат Чановиќ беше кривецот што мрежата остана незатресена. На спротивната страна, централна фигура во нападот на победа беше Крстев, кому денеска не му одеше кога головите беа во прашање. Првата можност ја имаше по проигрувањето од Ќумбев во 10-та минута, но топката заврши крај голот. Малку му недостигаше на Стојковиќ да го открие резултатот по нафрлањето на Глигоровски. Одлично се откри, меѓутоа беше прекраток. Пред голот на Силекс, Крстев одново се најде во изгледна прилика во 23-та минута, но одлично беше изблокиран по проигрувањето од Јесус Жилсон. Во продолжение, во 100% прилики, но пред голот на домашните, се најде Ѓорески, кога прво во 25-та минута биеше над голот, а во следниот напад, кога сите ја видеа топката во мрежата на домакините, истиот играч со благ лоп само ја додаде до голманот Чановиќ. Во продолжението Прилепчани проба откосо да се заканат преку Жилсон, но Мијановиќ беше на вистинското место. Во последните 5 минути од првото полувреме, Глигоровски и Крстев не искористија близината за изведување на слободните удари, за да се запишат во листата на стрелците. А истите играчи ги пропуштија и можностите кои ги имаа во судиското продолжение. Првото полувреме го красе и брзите пробиви на гостинските напајачи, кои често беа прекинувани од страна на помошниот судија Фидановски Горан. Сепак, окото на нашата камера не успеа веродостојно да ја пренесе ситуацијата на која реагираа гостинските фудбалери. Вториот дел од средбата протече во нешто поанемично издание. Домакините искористија да го пренесат тежиштето на играта пред голот на Силекс, чија одбрана во добар дел реагираше правовремено. Желбата за трите бодови ги принуди Прилепчани да тргнат поофанзивно. Во 47-та минута Здравевски и Крстев беа во пробив. Вториот беше соборен во 16-тникот на Силекс, но веќе истиот се наоѓаше во недозволена ситуација. Забуната која се створи на теренот набрзо беше разрешена по консултацијата на судиите Јакимовски и Фидановски, пошто топката остана во посет на гостите од Кратово. Атаците на домашните продолжија веќе 3 минути подоцна преку Капинковски. А Димитровски се чини повеќе сакаше да изнуди пенал отколку силно да бие кон голот на Мијановиќ. Во слична ситуација се постави и Крстев во 60-та минута кога доби употреблива топка од Нацев. Наместо одлучно да бие, можноста за пенал му се чинеше посладка. Гостите од Кратово со нешто позатворена формација од време на време пробаат да внесат новини во резултатот. Единствената позрела прилика имаше Петрески во 65-та минута, но Чановиќ беше на вистинското место да го скроти неговиот удар. Во следниот напад на спротивната страна, Жилсон смело влезе во 16-тникот на гостите, на него стартуваше Рогановиќ, пошто судијата Делчо Јакимовски покажа на белата точка. Сигурен реализатор на најстрогата казна беше Здравевски за конечни 1:0. Во продолжение од средбата, темпото комплетно падна. Домакините мудро ја чуваа предноста, а од време на време со само повремени напади пробува да го зголемат воството, но без ефикасна завршница. Како да е, дербито протече во одлична атмосфера и прием од страна на домакинот, кој денеска беше посреќен во трката по 3 бода.
Од дербито ни Д, освен двата постигнати гола и инцидентот во 80-та минута. Во една реченица само вака може да се опише денешниот дерби надпревар од 8-то коло во првата лига, каде на градски пред нешто повеќе од 2000 гледачи, премалку за надпревар во кој играат двете првопласирани екипи, Вардар и Победа одигра без победник 1-1. Без креативност во играта и нерасположени напаѓачи на двете страни, можеби тоа е и правичниот епилог на оваа средба. Но да не должиме многу и да одиме со ред. Во 7-та минута вардарци имаа можност да го откријат резултатот, но Оливеира, кој се најде во 100% прилика, не реагираше најдобро. Во 15-та минута на спротивната страна го бележиме обидот на Димитровски, но Јовчев внимателно ја следеше акцијата. 2 минути подоцна идентична ситуација на спротивната страна. Таму во главни улоги беа Вандајр и гостинскиот голман Чановиќ. Во 25-та минута го бележиме обидот на Гешовски, а во продолжение на акцијата Димитровски се обиде, но резултатот остана непроменет. Во 35-та по акцијата на Ристовски, Вандајр го мина голманот на Победа Чановиќ, но во последен момент опасноста ја расчисти Мијановиќ. Конечно во 33-та минута постигнат гол. Тоа му успеа на Никола Ѓошевски, кој одлично го изведе слободниот удар и успеа да го совлада Чановиќ за водство на Вардар од 1-0. До крајот на првиот дел домакините имаа можност да го зголемат водството, но денескин диспонираниот Оливира не успеа во гол да ја претвори двојната акција со Гроздановски. Во второто полувреме први се заканија вардарци преку Ристевски. За 60 на секунди подоцна, на спротивната страна, Жилсон едноставно само да му ја додаде топката на Јовчев. Во 49-та минута Ѓоргиевски се обиде од далечина, но топката заврши крај голот на Прилепчани. Слободниот удар на Николче Здравевски од 20 на метри во 55-та минута заврши во раците на добро поставениот Гого Јовчев. Што Прилепчани не примија уште еден гол, најмногу може да му заблагодарат на својот голман Чановиќ, кој во 56-та минута одлично интервенираше, откако пред него сам се најде Ристевски, по доброто проигрување од Захариевски. Затоа пак следи казна на спротивната страна. Во 71-та минута гостите ја казнија за спаноста на комплетната Вардарова одбрана и преку Драган Димитровски успеа да го изравнат резултатот, па од Скопје да заминат задоволни со еден освоен бод. Црна дамка на дербито остави инцидентот во 80-та минута, кога буквално сите фудбалери на двете екипи се најдоа на теренот и физички секој на свој начин се обиди да ја подели правдата. Резултат на ова беа црвените картони на Ѓошевски кај Вардар и Капинковски во Победа. Сепак, она што не остана незабележано од колегите новинари и сите присутни на градскиот стадион беа константните скандирања на комитите, кои незадоволни од управата на клубот, односно челниците на Вардар, бараа нивно напуштање на функциите кои ги имаат. Bravo.
Bravo, bravo, ajde sad. Sad levi, ajde. Rade ti igra tukaj, rade me! Sudija! Gledi na tebe! Bravo se! Vojačka, ajde se. Ajde. Evo, Mačevec. Bravo. Sam čovjek, sam. To, majstore! Ćao! Христоски, кој е капитен на тимот на Цементарница, го изведе овој аут. Гостите немаат проблеми со повреди, кај вардарци не настапуваат казнетиот Ѓошевски, кој на например Ne vidim.